Историја на кафето. Татковина на кафето е Африка. Попрецизно, провинцијата Кафа, во Етиопија. И денес во тоа подрачје и во лето и во зима цвета дивото дрво на кафето со чудесен мирис и со бели цветови слични на јасминот кои даваат црни плодови. Секој од плодовите е со големина на вишна, а во него се наоѓаат две семки. Тоа се зрната кафе. Постои легенда дека кафето го открил некој овчар кој забележал дека овците му се многу активни, откако ги брстеле жбуновите на кафе. Овчарот се решил да го сподели своето искуство со старешината на локалниот манастир. Тој го проверил дејството на зрната кафе пошто доживеал неверојатно искуство и веднаш нашол примена за ова откритие. Чајот од зрното кафе и листови им помагал на монасите да ги издржат долгите ноќни молитви. Па така, благодарејќи на разиграните овци, љубопитниот овчар и вештиот манастирски старешина, откриено е кафето. Од Африка кафето е пренесено во Арабија, Јемен. Овој напиток почнал брзо да се шири, но неговиот пат ни малку не бил лесен. Растечката популарност на кафето меѓу муслиманското население било причина поради која свештенството се свртило против него. Па така, забележано е дека во 1511 година, управникот на Мека наредил да се затворат сите кафеджилници и го забранил пиењето кафе. Но и покрај тоа, кафето сепак станало најомилениот појалок на арапите. Волшебните зрна, без обзир на забраните, го продолжиле својот пат од Блискиот исток во Турција. Во средината на 16-тиот век во Константинопол се отвараат многубројни кафеджилници со многу поклоници на кафето. Популарноста на кафето му пречела на свештенството, пошто владата на Отоманската империја одлучила да ги затвори сите кафеджилници. Биле донесени и остри казни за сите кои пиеле кафе, но, без оглед на се, кафето се пиело и легално. Султанот Сулејман II ја сватил бесмисленоста од забраната па ја укинал. Во меѓувреме турските дипломати го ширеле митот за кафето и во другите земји, па така и Европа се запознала со чудесниот напиток кон крајот на 16-тиот век. Во следниот век, кафето веќе се вкоренило во европската култура. Првата шолја кафе во Италија била направена по заслуга на папскиот амбасадор Вале кој живеел во Персија каде ги дознал тајните на неговата подготовка. Првата италијанска кафеджилница била отворена во Венеција во 1626 година. Во Англија кафето било пренесено од некоја еврејска свештеничка од Отоманската империја која во 1652 година ја отворила првата кафеджилница во Лондон, а за 50 години во Англија биле отворени преку 3000 кафеджилници. Во тој период кафето се појавило и на дворот на францускиот крал Луј 14. Тој добил дрвце за подарок, а неговите ботаничари успеале да одгледаат нови стебла на островот Мартиник. По 10 години никнале првите плантажи со кафе. Луј 14 ја засакал оваа напивка и го одобрил неговото конзумирање со специјален проглас во 1664 година. Потоа кафето било пренесено во Јужна Америка и станало особено тесно поврзано со Бразил и градот Сантос кој прераснал во главен светски град на кафето. Патувајќи по целиот свет, кафето станувало се пораспространето и попопуларно. Меѓутоа, кафето во Европа продолжило да се пробива тешко, често забранувано, а најмногу му се противеле религиозните институции. Врз кафето биле наметнувани најразлични даноци и такси, но и покрај се кафето успеало да прерасне во еден од најпопуларните појалоци во Европа. Денес кафето представува најраспространетиот пијалок во светот со преку 2,25 милијарди шолји конзумирани на ден и втора најтргувана стока во светски рамки, веднаш зад нафтата.